Рокот е утре, кога владата треба да ги достави амандманите, односно нацрт амандманите до собранието. Со оглед на тоа што јас од вчера сум овдека, вчера се правеа некои консултации, за тие не сум во тек, но знам дека она што беше консултација со 8 пратеници од опозицијата кои што ги поддржаа уставните измени, беше договорено внесување на член кој што ќе го гарантира идентитетот на македонскиот народ и тоа, односно одредба. Нашата сугестија беше и мислам дека постигнавме еден заеднички договор тоа да биде во рамките на нормативниот текст, каде што во еден од членовите кои што ќе се менуваат ќе биде ставена гаранција на идентитетот на македонскиот народ. Каква е таа гаранција? Што Тоа ќе биде гаранција, формулација во смисла дека, знаејќи ги кои се трите основи на идентитетот на секој народ, културата, историското наследство и јазикот. Јасно е дека ние во моментот имаме одредба која што се однесува на јазикот, ќе биде ставена одредба која што ќе гарантира заштита и развивање на културниот историскиот идентитет, односно наследство на македонскиот народ. Во делот на преамбулата дали ќе има промени? Во делот на преамбулата, она што јас сум информирана дека бил тек на разговори со Грција е практично конкретизирање на актите на АСНОМ, односно да не се подразбира манифестот кој што значи повикување на национална борба во соседни држави. И од тој аспект, она што јас посебно го знам беше воведувањето на прогласот до македонскиот народ за одлуките на АСНОМ. Други некои измени, бидејќи имаше повеќе барања од пратениците? Другите измени, јас вчера не бев присутна на консултациите и не знам дали нешто е договорено и се прават други измени или не. Знам дека премиерот предупреди дека нема потреба од отварање на Пандорина кутија, бидејќи секогаш можете да одите повеќе и секогаш можете да одите со измени на Уставот. Ние сите сме свесни дека има многу прашања кои што се недоволно регулирани во Уставот. Например, сега имаме проблем, гледате дека со ветото на председателот не е прецизирано, ниту со што по неподпишувањето на неговите акти. Имаме препорака од Греко која што кажува дека дури и во Уставот треба да направиме измена и да го исклучиме министерот за правда од членство во судскиот совет. Сите работи кои што сме ги нотирале како проблем, имаме сериозни анализи, например, дека треба во Уставниот суд да се воведе уставната тужба заради подобра заштита на човековите права. Сите тие измени ги ставаме настрана, сите сме свесни за моментот и за поводот и причината за правење на овие уставни измени и мислам дека не треба да се отежнува тој процес кој што и без тоа видовте сите дека е многу тежок, комплициран во обезбедување на двотретинско мнозинство. Се надевам дека сите партии ќе имаат свест за моментот и за причината за уставни измени. Четвртата точка, помирувањето, амнестија. Помирувањето е процес кој што премиерот го најави во собранието. Очекуваме и она што се разговара е дека во рамките на собранието ќе се формира тело. Мислам дека се уште не беше прецизирано до вчера каков ќе биде тој состав и како ќе се формира. Тука треба да се прават консултации од политичките партии кои што се присутни во парламентот да разговараат за одредени работи. Сите сме свесни дека она што беше лоша пракса во минатото, која што ја чувствуваа пратениците и функционерите од СДСМ во времето кога се носеше законот за јазици, претходно со оние притисоци, лични закани кои што ги добива, сега ги гледате дека тие се случуваат на пратеници кои што се охрабриле да гласаат за уставни измени. Тоа е пракса која што мора да запре. Тука ќе бидат вклучени и органите, но исто така тоа треба и да се дебатира и на едно политичко ниво, бидејќи на сите им е јасно дека тие индивидуалци кои што доаѓаат да лепат некролози по вратите на пратениците од СДСМ, а сега кои што се закануваат на пратеници кои што гласале за уставните измени, не се индивидуалци. Тоа покажува, сепак има сериозни индиции дека тоа е акција која што е организирана. Ние пред некој ден слушнавме дека поранешниот подпредседател на ВМРО-ДПМН не дошол на емисија заради тоа што неговата сопруга чувствувала закани. Тоа се прашања кои што заслужуваат не само правна акција од надлежните органи, туку заслужуваат и да се разговараат, бидејќи се пушта еден лош сигнал, се гради една лоша клима
која што тие кои што не ја запреа во моментот кога се случуваше на нашите пратеници, на сите нас, сега чувствуваат дека се случува врз нив. Значи, прашањата кои што треба да се разговараат во еден поширок контекст. Примерот најави, јас мислам дека тоа е став кој што треба да се подржи, дека амнестија за насилството на 27 не сме да има. Значи, тоа се акти на насилството кои што многумина пролеа крв. И сега да сето тоа и остави не само една лична траума на тие луѓе, туку остави колективна траума на општеството. Една од, значи, она што значи насилен акт, јас мислам дека не треба да има исклучок. Она што реално и е не само обврска спрема сите оние што настрада лично на 27 април, туку и она што е реално обврска од реформската агенда е дека ние мора да создадеме, да покажеме дека сме спремни како држава да процесуираме и да дојдеме до степен на одговорност за случај пред СЈО, кој што ги води СЈО, и за одговорност за 27 април.